Патот на Бојан Јовановски алијас Боки 13, од учесник во балканско реално шоу, хуманитарен работник, собственик на телевизија, до осомничен за перење пари и примање награда за противзаконско влијание. Кариерата на Јовановски низ годините смени многу димензии и јагли. Популарноста ја стекна пред 10 години во реалното шоу Големиот брат, па потоа заплива и во пеачките води, каде изведуваше негови песни на македонски и српски јазик, но и имитации и преработки на балкански песни од други изведувачи. Пеачката кариера на Боки 13 требаше да ја достигне својата кулминација со концерт, кој беше откажан заради неплатени трошоци кон салата во која требаше да се одржи концертот. Многу галамур, замислен сјај, лажни дијаманти, наместени награди, нечисти црвени килими, ма не, фој. Јавноста го памети Јовановски што своевремено облекуваше женска гардероба, а истото стои и на Википедија, каде се види дека својата популарност ја достигнал со имитаторство на познати балкански пејачи и по својот женски стил на облекување. Естрадниот тим Боки 13 го стекнува во средношколските денови, од евентот 13 за најуспешните. Професионалниот пат на Боки 13 го смени својот правец, па тој се проба и во водителските води, каде имаше своја емисија насловена Арена Б13. Због тога што сам чуo коментаре да не знам добро српски, а и да не знам, тоа е оправдано због тога што јас сум из Македонија, живим и радим у Белграду. Неколку години подоцна, Јовановски почна да се бави со хуманитарни акции, каде помагаше на социјално загрозени семејства и донираше пари и помош за лекување или преживување. Така настане и Меѓународниот сојуз во 2017 година, каде Јовановски стана директор. На седницата на која Боки 13 беше избран за директор на сојузот, присуствува и пратеничката од СРСМ Фросина Ременски, заедно со пратеникот Стефан Богоев, актуелен градоначалник на Карпош и многу други јавни личности. Јовановски тогаш рече дека финансиската добивка како претседател ќе ја донира секаде каде што е потребно. За почесен претседател на овој сојуз беше избрана екс-министерката за труд и социјална политика, актуелна пратеничка од СРСМ Фросина Ременски. Јовановски најави и посвојување на 3 дечиња, но за кратко време се примисли. Како гром од ведро неба сепак одекна веста дека Бојан Јовановски ќе стане собственик на телевизија. Најавата стана и реалност, па тој во март 2018 година ја отвори 1 ТВ. Собра екипа, познати и докажани новинари, и тврдеше дека телевизијата ќе биде врвот на македонскиот медиумски пазар. Како поменуваа деновите и во следните месеци, па и целата година, во 1 ТВ гостуваа сите познати политичари, гостуваа обвинители, директори, министри, а многу често Јовановски можеше да се забележи на приватни и деловни состаноци со луѓе од власта, кои присуствуваа на отварањето на 1 ТВ, но и на роденденот на телевизијата. Во меѓувреме се објавија серија на новинарски текстови, каде под псевдоними се опишуваше за наводна рекетарска група од неколку лица, а јавноста го препозна токму Јовановски како дел од групацијата. Неудобна беше блокирана и сметката на телевизијата, но по кратко време беше вратена. Вчера, заради сомневање за перење пари и примање награда за противзаконско влијание, Јовановски е во 30-дневен притвор.